Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова Прекутасевски шоу да стане нешто многу подолготрајно, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе 2 сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажеа и не заебаваа, и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете Прекутасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на Прекутасевски шоу. Сакав да ви кажам, Ноле изминативе години, повеќе од 15, ни одржа лекција на сите нас. За жал на повеќето од нас, кои што ни немаме многу време да исправиме нешто во нашите животи, благодарение на лекциите што ни ги одржа Ноле, но барем можеме нешто да пренесеме од тие лекции на оние кои што се зад нас, да си го направиме животот и нивни, ако ни се блиски, подобар да им го направиме, а и да си го направиме животот подобар на ниво на заедница, општество, држава и така натаму. Затоа во некоја рака сите мора да признаеме дека Џоковиќ, ја некојаш намерно го кажам со тврдо Дж, и намерно ги нервирам овие комшиеве србим, кажем на Ноле дека е македонец, се нервираат. Некој знае дека се заебавам, ама некои стварно се нервираат. И докази им давам дека е македонец, така и мртов сериозен, и се нервираат. Но добро, сакам да кажам во таа смисла, Ноле во моментов е можеби најважната, најголемата фигура, најголемиот спортист на светот. Човек со таква волја, со таква визија, со таква нескршливост, со таков инет, со таква тврдоглавост да се оди против сите и против секого, што значи и со таква самодоверба. На таков човек мора и со таква вештина, на таков човек сепак светот мора да му се поклони. Тој, со неговата величина, со неговите успеси, одамна ги натврли границите, порасна над границите и над неговата Србија, и над целиот Балкан. И од вчера, кумулативно со сите негови претходни успеси, освоени Гранд Слем титули, победи, да не ги редам сите рекорди, од вчера
се наоѓа на олимпискиот врв, на олимпискиот Олимп, ако сакате. И затоа на некој начин не е само српски, ноле, не е само на србите, него му припаѓа на цел свет. Ова сакав да го кажам и во контекст на сите оние наративи што продолжуваат во одбрана на лудостите кои што може да го загрозат олимпизмот, ноле треба да биде позитивната слика на олимпизмот. Ноле на некој начин треба, како да ви кажам, го спасува олимпизмот. Ноле и таквите ко него, но спомнам Ноле затоа што е најголемиот. Гледам продолжуваат наративите во однос на она што се случуваше на боксерскиот дел од Олимпијадата, кога маж кој што се декларира како жена, го пуштија во ринг и претепа една вистински биолошка жена. Па гледам продолжуваат наративи кај нас, демек тоа се чувствувала како жена од мали нозе, тоа е мислам, тоа се такви небулози, такви глупости од овие неолибералниве левичарски, да не кажам што, да не им дадам епитет. Но ми текна само еден пример како да им илустрирам какви глупости, какви небулози зборуваат. Еден адекватен пример на она дека биолошките карактеристики не можеш да ги избришеш со гумичка. Утре ќе ви дојде на Олимпијада во пливање женска конкуренција. Ќе влезе некој кој поради диагноза што има или поради тоа што е измамник створен, ќе се декларира како жена, а бил талентиран пливач, но никогаш не успеал во животот. Во конкуренција на мажи, ќе се декларира како жена, ќе почне хормонски терапии, ќе ги собере сите документи, ќе се пријави на Олимпијада, ќе на квалификации, ќе помине квалификации, ќе доја на Олимпијада и ќе опуштат да се трка за медал во базен со биолошки жени, а инаку типот не само да кажеме што е висок, пошто е нели биолошки маж роден 1,95 м, што е висок, што таква жена што е родена 1,95 м нема да најдете. И ки има стапала, да кажеме, број 52. Ко оној Майк Фелпс, како се викаше. И него ќе опуштите да плива со жени на Олимписки игри. Тоа знаете како е, како да плива со пераи во однос на нив. И типчето, тоест типката, пошто нели е жена декларирана, ќе стане олимписки шампион. Тоа со себе ќе повлече слава, спонзори, милиони долари. Значи од никој ништо, што никој не го знаел ни у малото кај што живеел, само се подсмевале со него, или шо и да е. Одеднаш ќе стане фактор, олимписки шампион. Затоа што некоја будала, ради некоја идеолошки причини и доктрини, со кои што сега го вртат светот, што се погонско гориво на Европската унија и на западниот свет, некој рекол дека може да се трка со жени. Ова ви е најеклатантен пример какви глупости тресете кога зборите дека тоа нема врска, дека треба да им се дозволи на оние кои што се родени мажи и се осеќаат како жени да се пуштат на надпревар со жени на некоја олимпијада на било што. Ова ми текна на примерот, затоа ви го кажам. Но затоа за цела среќа го имаме еден Ноле, бунтовник против глобализмот, против овие лудости, против овие
шизофрени, кои што не само што го загрозуваат олимпизмот, туку целосно ја загрозија веќе Европа и европскиот континент. Светогледите, темелите почнаа да ги подриваат на кои што се фундираше западната цивилизација. А тоа се јудео-христијанските вредности. Кој ќе ги подкопаат нив до крај, тој свет целосно ќе го снема. Не е ова видео за она што се случува на Блискиот исток, во Газа, но верувам дека сите знаете дека тамо состојбата е пред огромна ескалација и пред, најверојатно пред почеток на многу поголема регионална војна. Затоа што влезат ли израелците во Либан, тоа ќе биде пропаст и за Израел и за Либан, затоа што Хезболах не е Хамас, Хезболах е моćна армија, Хезболах може да го срамни Израел со земја, но истото тоа ќе значи дека ако влезат внатре, дека влегува и Америка, Иран е пред влегување на сантим пред влегување во војна, со директна војна со Израел. Турција, Ердоган му се закани на Израел дека ќе му влезе внатре со армија, и тоа се овој пат многу сериозни закани, што значи светот е пред еден колапс, па затоа е убаво направив мала дигресија со Ноле и неговата величина. Секоја чест, им честитам на Србија првиот златен медал на Олимпијадите, се надевам ќе ги имате уште, и чувајте си го Џоковиќ. Иако пак ќе кажам на некој начин, тој е граѓанин на светот, тој е веќе како олимписки шампион сечи.